Дарко Трајковски, од форму, дали си у добру форму? Одлично, сак за сак, супер. Поквари ни се време и за Графити Фест 2026 и тој ме малку секира. Секира ли ве вас? Па, с оглед на тој дека нели имамо работено свакакви услови, значи и на слнце и на кишу. Едино поплава ако не е, например, па да не одврати, иначе ако не е такво нешто би могале да се снајдеме. Диву се на ентузијазам кој што е непрекинат, еве веќе 8 година. Да. Ова се претвори у фестивал, умеѓу време мораше нели издружение, све да биде како што треба. Како тече в припреме, ако смем да питам? Припреме, па супер, сак за сак иде све како што треба, нели, промотиван материјал, постери су ни излепени, почнуваме со објаве по социјални мрежи, нели, с учесници, ќе почнеме да ги најавуваме полека, така е да сак за сак е све како што треба да биде. За тој с Горана Стојанова го после ќе збориме колку да натрае, куде ќе се работи. Интересираме од уметнички аспект. Имале сте повик за уметници, да. Сигурно имамо ли странци, с колку македонски, домашни, кумановски уметници располагамо овој годину? Да, значи има овој годину, нели, како и претходни години, ќе имамо луѓе од странство. Ќе имат повише држави, Горан ги повише знаат кој дон ќе ви ги наброи, али да, од Македонија ќе има исто македонски цртачи, али на нас најбитно ни е, нели, кога ќе викамо цртачи на фестивал, да биде од поширок спектар, у смислу да има пример некој што ќе прави фигурација, некој што ќе прави абстракција. Еден од критериуми за бирање на уметници не е и тој, значи стилови да се разликуев, али да не доминира превише еден стил, него да има од све по нешто. Кој ги бира теме? Што ќе се црта, што ќе се изработува? Значи тему на фестивал немамо, например да кажеме тој ќе се работи, нели, окей, без вулгарности, без такви работи, тој се подразбира, али тему например стрикно немамо. Има уметници слободен или тоа што сега работив да го представив да не е вулгарно нормално. Ми например што ги даваме на нима е палето на боја, например, у кои боја да се одвива тој и нели имав си слободу да си творив како што си творив надвор од фестивал. Највише ме интересира не само за странци, него у смислу на акомодација на уметници. Дали се до сега некој јавија за сите овие 8 години, дали што има хотел, дали што има смештај, дали што има ресторан, да им понуди на гости да биде како што треба сместени? Да, значи, нели, спонзорства с фирми со кои што се работуваме, одвива се на базу на, нели, барање, например, ќе се изготвиме. Ми кога идеме до фирма, ќе го приложиме барање, нели, кој можност кој може да помогне, кој не, да сме живи и здрави. Да, имамо, значи, за акомодација имамо средено за уметници и ќе си биде све како што треба, нели, ќе биде збринути, да кажам. Мора да биде све како што треба. Стрит арт е нешто што е нити е необично, нити е чудно, више благодарение на вас, барем у Куманово. Колку има одзив од кумановски локални уметници? Неќу да идеме у правац аматери, професионалци, него колку уопште има одзив, помош, што би бија најголем предизвик за нима да учествуев? Значи да, нели, Куманово гледано, нели, на географско карта, нели, втор најголем град во Македонија. Така да кога се земе тој факт во обзир, немамо толку многу поддршка како што би требало по закон и на логику тоа да налага. Али да, значи помош ни треба што се тиче до помош. И било би убаво, например, да се ангажирав млади луѓе, нели, кои ги интересира уметност, да се придружив. Ми сме отворени, нели, за соработку, за искуства што ги имамо да споделуваме со луѓе, пошто барем мое мислење, може да кажа кај мислење на други од членови од форум е дека искуство ми што го стекнуваме да го продолжиме дале, например, на помлади генерација. Зашто да не се продолжи, например, тоа што ми правиме да продолжи некој млад да го работи? Веројатно, Дарко, имате потешкоće баш туја затоа што иде лето и сви ке бидев келнери у
у Хрватску, уклучувајќи ги млади уметници. Али не, ви сте уметнички душе. Не веруju дека главен мотив на млади уметници им е колку ќе биде вплатени, нели? Да. Па нели, у простору кој што живееме може да се сложи сви дека финансија баш код уметници не су јака страна, така да поголем дел од нас работиме чисто спрема љубов, спрема уметност, нели, спрема тоа што го правиме. Не знаеме за друго, знаеме за уметност и тоа е. Да, и добро го правите тој и фала ви што знаете само за уметност. Нека дојде следеќи пациент. Ајде. Фала, Дарко. Мајца многу добра. За денеска за снимање фати како 29 новембар да доваѓа, а не 1 мај. А не 1 мај, а не пролет. А не. На Дарка му викам како да баш ме забринјава тој што ако биде лошо време, али он ме разубеди дека нема потреба, нели, да се секирамо, да ги повторимо датум, još еден пут да го повикамо публику на овој, ја би га кажала спектакл, колку и да звучи како клише. Затоа што постанува некој вид спектакл, уличен спектакл, од прост разлог, пошто тој ќе трае 4-5 дана. Ќе имamo негде околу 14-15 уметника. Нема да биде само кумановски, нема да биде само македонски, него веќе сме, ајде може да кажу дека сме на интернационално ниво веќе уназад 5 години поред 6, како имamo некој од страну од Европу. Така да, стварно ќе биде нешто ново интересно. Почнувајќи од лани, почнаваме с мурали, така да и овој година сакаме кумановска јавност да ги зарадиме с мурали. Реално гледано доваѓав ни топ тројица муралисти кои моментално су доста добро котирав у уметнички свет. Баш као вамо ќе имаме негде околу 10-11 цртача кои што ќе бидат задужени за графити, за помали парчиња дела. Така да ќе биде интересно. Имаме još некои изненадувања за сам настан, пошто имаме некои, ајде да кажеме, имаме некои истории, например, со среќно детство. Професор Југослав исто ни доваѓа помагани. Имamo дел за дечиња кој што ќе биде некои 2 сата добар тренинг или ќе биде нешто интересно од негово страна. Не знам, имamo с Дајкас клуб Куманово, исто и они ќе ни доваѓав неколку години и овој година ќе не дружив. Ќе можев па дечиња да се запознаев за автичиња, ќе има некоја стаза за тркање, ќе биде нешто интересно, буквално, како да кажу, забава за целото семејство. Почнува, мислам дека официјално починјава на 5 мај с мурали, тие ќе се цртав до 8 мај на Егејска Македонија, а главан и прв... Да ги потсетиме луѓе куде беше Егејска Македонија и ја у овој момент не... Егејска Македонија ќе му дојде нешто под Треќу Македонску. Имаше тие 3 зграде, улаза, тие 3 стари улази. Све си ми кажа јас 3 зграде. У Куманово е све зграде. Да, овие су стари од 61 Овие су стари, да. Овие су стари. Многу ме интересира на кој начин доваѓате до локации и колку тој представља на некој начин, ајде да не го кажеме бирократски проблем, ама нели треба дозвола. Затоа и прашувам. Ја увек прашувам за најголем проблем што е. Да, тоа е дефинитивно најголем проблем, затоа што... Од кога треба да добиете, дали од станари, дали тоа иде преку општину, дали од сви? Од сви. Мислим, добро, сега каде да кажеме, кад су физички зграде, тоест физички објект каде што општина не припада, тек не е малце полако, полако. Не е полако ни тога, пошто сакако кога отидеш ти у зграду, каде што има 24 стана, тоа су 24 семејства, тоа су 24 различни луѓе, и сак сите тие луѓе треба да ги убедиш дека сакаш да дојдеш и да му направиш нешто убаво, притом кога ќе го погледне он зграду, му е веќе уништено. Благодарение на тие некои групи што ги има Куманово, што идев и вандализирав и уништуев. И сак ти кога дојде со таква идеја, веруј ми дека многу ни е тешко прво да ги убедиме луѓе што ќе има, како ќе има. Затоа што мислам дека наш народ е некако стравува од нешто ново. Значи не ќе научен е тој некоја тај лагодна средина да сиди. Сак ти кога дојде со некој нова идеја, прво те гледа чудно, па сак зашто наша зграда, па што добиваш ти, па што добивам ја, а уствари на крај на ден не добивам ни ја, не добива ни он, него добива град. Да заличи малце. Да заличи на нешто. Да заличи, да се разигра малце. Па и само да се разиграме и реално гледано премногу има тие, како да ги кажу, ајде, вулгарни, вандални тие поруки што ги има по мање више
свак стамбен блок, куде што се те пишува за омразу, овакав, онакав, политички, неполитички. И сега, прво и основно наше здружение, тој ни беше цил. Да пробамо тие поруке и тој, да кажеме, и тој светло што да представлямо, да ја направиме да биде поубаво. Значи, кога ќе дојде некој у Куманово, да не гледа заокружи седбицу, смрт за овога, двојко заокружи петицу, него да дојде да види уметничко дело, да застане, да се слика, да се насмее, да му биде едноставно убаво. Дали се мурали правив исклучиво на зграде, затоа сте го можда избрали и Егејску Македонiju, затоа што и сам кажа дека се работи за стари згради. Не мислу дека некој би видаја куде што има нова фасада, нели нови? Много тешко куде што има нова фасада. Тоа е немогуća мисија, мислим, да ти даде некој, затоа што реално гледано пробувале смо, ми и одговор е, другари, јас 2000 евра да ведам дојдеш ти да шкртиш. Значи, као гледа ново ми е. А тој ми беше да. А не знае дека за неделју дена тој новото ќе дојде с нека умрело и нека седмица, тројка, петица. Знаеш, и сега би требаја да одлучиш, Горане, кои да бидев мотиви на сликани, исклучиво од тебе да зависи. У овој момент, у 2026 годину, што би требало да има на мурали и на графити? Природа, да има некој убав портрет, да има некоја јака порука, да има некоја книга, да има, не знам, да биде нешто убаво, весело, разиграно, дечио. Значи, доста, мислам дека веќе колку, по 90 намо, цело време не тепа некоја лоша енергија и време е да дојде нешто поубаво, посвежо, по-ново, мислим, како да кажу, нешто што реално гледано најголема општина смо Македонија. И с најголема општина да не ги искористиш капацитет што го има оваа општина, пошто реално гледано у наш град има пуно луѓе кои се и уметници, ентузијасти, не знам, музичари, пуно не има такви луѓе кои што сакаме нешто ново да направиме, ама све помалку смо слушнати. Добро, некад смо слушнати, ама не смо ни дочуени, така да ако се ја прашувам, само природа, ништо друго, и весели боја. Не знам дали си бија у Словенија, ама тамо се ја одушеви. Немам отиден у Словенија, али Лјубљано, ама и мало и на други места по Европа, мислам дека ми га спомна и Лисабон. Идеш и на мурал, на графит, некој стик од Франце Прешер. И едно цветче до njega, тако дискретно. Ја не се разбирам у ботанику, али ајде да кажеме кој би било мелетко, зумбулче некое. Не се разбирам, значи, али стих. Да, треба се некој цветче. Некој стих, нешто да иде во тој правец. Да, мислим, реално гледано све што се направи ново и све што е нешто тако, да кажеме, интересно, стварно биде убаво. Например, ете, било што го правиме, реално гледано кад го направиме тој мурал стои наредни 15 до 20 години. Значи, наша работа не е оној направиш го, па инстант трае тај ден и јутето ден као чао. Него остануи в тие работи. Сега, еден од цилј на наше здружение беше да го направиме Куманово галерија под отворено небо. Тој до негде успеавamo затоа што мање више досега имамо над 250 до 300 графита. Ајде ќе ги кажеме, пошто мурали имамо помалку, имамо околу 10. Што има разлика измеѓу тие две, али имамо над 200 и нешто дела, 300 што су направени и од наши гости, што сме ги викале на фестивал луѓе, сами ми што сме се трудиле, можу да наброју некои 10 катчиња детски што имамо направено, средено, доуредено, и тој без никаква помош од, да кажеме, институција или чисто едноставно, ентузијастички, кидемо ли денеска, сакамо да цртамо, например, тамо, видимо има ѓуре, не е проблем, рукавички, кесенце, собереш, куде има вишак трава, собереш, црташ и... Ништо, чим да сте се сликале, како све тој правите, исто како да не постои. Голема мана ни е тој што нема кој да нас тој before и after, него, само отидемо, средимо и оставимо други да види која е тај разлика. Дали сте биле некој годину разочарани од тоа што сте приметиле дека некое ваше дело е упропастено, уништено на било кој начин? И како сте реагирале на тоа? Никако, ко можеш да реагираш, отидеш, поправиш сега дело и па го оставиш на милост и немилост на што ги спомнава тие групи кои идев по град, кои карикирам, дојде у 3 сат, сабале куде што никој не га види и шкрта, а никој не га брани, ми управо и за тој се бориме. Значи да можеш да дојдеш
сакаш да црташ, знаеш да црташ, дојдеш у 11 сабаре, поставиш, па пројде некој видите, па што ќе црташ, како ќе црташ. Управо и за тој се боресмо, затоа што дај да кажеме некако да го делиме, нели, времето пред корона и после корона. Пред корона увек има смо тој. Па дојде полиција, па ово е било, па оно е било, па фали ти овај дозвола, фали ти онај дозвола. Фали ти маска, фали ти даска. Фали ти свети фали, ама после корона кад видева дека, нели, направимо некој, ајде да кажеме некој традиција кој што ете виш веќе 8 година поред како се нешто дешава, како правиш нешто интересно и убаво. И сега реално гледано сами застанував, ајде да ги кажу СВРМ застане, поздравите, пофали га твој потек, затоа што реално гледано тоа што го направимо едноставно со мои очи изгледа убаво. Надам се дека и куде други е интересно и убаво. Не само што е интересно и убаво, него е една замолница до вас. Нацртајте ни повише зеленило. Добро, да го на бетон. А речено сторено. Од 5 мај, значи, почнувате, идете у континуитет, 5, 6, 7 докат тој свакодневно, значи колку ви дозволува услови да... И 8 иде свакодневно, со тоа што, например... Не идете паралелно на локација, него прво колку што свати Егејска Македонија, да, а после... прво Егејска Македонија, од просазок, пошто со 3 зграде, и за да ги изработиш морал, тебе ти е потребно 3, 4 и до 5 дана, зависи од големину на квадратуру што ти ударено, тој што добиеме од тоа. И тоа е веќе подугачок временски период кој што мора да се испочитува за да на крај тој дело личи на што треба да личи. А сам главен настан ќе биде 9 мај, позади Зоки Колор и Нико што су продавнички доле куде реку поред Кеј. Тој ќе не биде главен настан и тој таму нацртајте контейнери. Нешто ќе да ги разобавиме поглед на тие карши реку. Многу фала, Стојанов, мислам дека кажасмо све, ако сеќаш потребу да за још нешто што мислиш дека смо го испуштиле, не кажасмо, не се враќамо у прошлост, гледамо. Не се враќамо, да, гледамо напред. Што не смо кажале? Не смо кажале дека треба многу да им се захвалиме на луѓе што го препознавав. Да, негде не препознаев, а негде не. Затоа и прегаска спомна дека најтешко е да го најдеме од зграду кој што треба да црташ. Затоа што у самото зграду имаш 24-30 семејства кои што сакаат и различен, па на овога му се свиѓа овај боја, на овога не му се свиѓа овај боја, на овој му се свиѓа овој, не му се свиѓа. Тој не е најголем проблем, ама виду дека полок доста не препознава народ, значи кога отиду да зазвону на врати да потражу дозвола или да могу кажу идеју, имамо доста позитивен фидбек за разлику кад почиње смо, така да сакаме само чисто да ни дарев малце повише слободу и да имав малце повише вербу у нас. Буди се, Куманово се буди на некој начин. Да, реално гледано буди се, ама тако е полека, ама сигурно. Културолошки се буди, пројде време на тој кад више не знаев луѓе ни кои су им права, устанарски права. Сега е некој сасвим друго време кад се борив с имотни листови, па некој може слободно да изреагира и да не плати хигиеничарку. А камоли дали му се свиѓа боја, дали ќе му иде на гарнитуру на терасу или нема да му иде. Али у принципу стварно оној почамалце, дај да кажем, мрдна и нашата е свест од некој нулту тачко. Веќе почнава и дали се дека нови генерации, доступно социјални мрежи, например, видеа дека карикирам у Италија, у Рим видеа, дека кубаво, зашто да не има куде нас, а не гледа дека тој веќе има куде нас, саѓаш. Да. И тако да полак починјав да се буди в луѓе, ама треба ипак треба помошка и од институции, треба подршка и од народ, али надamo се доваѓа време кад ќе се чуе онај на ничета, неки се роде да слепо слушају, а неки се роđени да виде. Ми ќе видимо што ќе правите угодно и ќе ви дојдемо да ве снимамо. Да, тоа би било многу добро и било би интересно, затоа што стварно, како да кажам, ставимо га фестивалче да биде едно од меѓу поубави работи што се дешава во Куманово. И не само у Куманово, веруjem. И не само у Куманово, па пошто да не биде дека се фалиме, ама ми сме едина организација која се бави со овакво нешто. Ми сме едини правен субјект кој, да кажеме, имамо право да правиме такви некои работи.
у нашу земју, у нашу Македонiju, осем нас, нема никој со овакvu идеju, нема никој со овакvu реализацiju. Што ти викам, 8 години ентузијастички си го правиме фестивал, 8 години теглимо колку можемо, како можемо. Ово 10 годишен јубилеј кад ќе биде. Тој ќе биде топ. Ќе направиме нешто. Имамо некој големо и интересно замисло, ама надам се дека до тега бар малку ќе види општина дека саѓаш веќе имаш традиција и дека треба да да кажеме да пушти некој финансију да направи нешто, за да биде и они да добиев таму по некој што треба да добиев, а и среќа па не се, среќа па графити фест не се дешава, Стојанов, усред лето, затоа што според последни информации од Советна општина многу е вручина. Ке ви се стопи в бое. Нема да се фати в бое. Нема да се фати в бое. Што брзо суши и не може да ги добиеме нијанси. Многу ти фала за одвоено време и видимо се на Графити фест 2026. Егејска Македонија, Октомвриска револуција. И тоа е тоа. Фала ти многу. Фала многу и на вас. Фала. Тиран Стаменковиќа Милоше. Да. Не ни у четвртак е у 9, ама не е ни у четвртак ни у 9. Оваа годину има посебен слоган. Стендап фестивал. Ке ти легне. Што на тебе највише ќе ти легне, кој датум, с кога наступаш? Па 14 мај мене најубаво ми легна, затоа што тек беше најслободен, немаше други ангажмани, немаше представа тука у театар. После премиеру што ќе имам у театар мина 13 нова представа што ќе искочи, одма нареден ден сум слободен и правиме стендап, малку се зафркаваме, нели? И ќе видиме како ќе легне, за почеток добро изгледа. Мене ми е прво учество овој година, дали ова е треќа година на овој фестивал. Сви се изненадива лани што не учествувате, али обврски су такви на глумци у овој период поготово. Тачно, има снимања, обврски, оној, меѓутоа и за материјал кој што го припремаше ја меѓувреме, затоа што сакаше да искочи со некој нов материјал. Порано ја беше познат, по тој и сам наступувај дека на кумановску сцену која нас дали по локални кафиќи што су Герила или овдека на сцену на културен дом. Претежно с имитација. Тој ми беше мене одлика со кој што ја се представljam пред народ, нели? Меѓутоа сек беше нешто другачи, кој што ја сакаше да направи некој друг материјал и затоа ме немаше можда тој период некој на фестивал што беше претходно нели организиран. Секад веќе ја овој прошлу годину декември ја искочи со ново шоу, да кажу, кое што е мешавина од имитација, нима не ги оставljam до крај, нели? Не смееш. Меѓутоа тој су и некои нови приказни, што мои лични, што тотално пресликани од мој живот, мои ситуации, што измислени нормално хиперболизирани малце за да има тој нели поголем комичен ефект. И плюс некои, да кажемо, мои видувања и компарација на тој како изгледа цела наша дали кумановска, дали општо македонска ситуација во која што ми живимо, на еден комичен ефект, знаеш, пресликана. И плюс тај некоја само иронија спрема мене, што увек гледам ја да го прикажу, затоа што големина е тој кад знаеш да се нашалиш на своја сметку. Да. Некој ќе помисли ја имитирам многу луѓе, па ја се као спрдам со снима, нели, као дека не, тој уопште не треба се гледа така. Зар још има луѓе што мислат дека тоа е спрдња? Има некој кој што нема да кажемо тој кликер да го сфатив така. Колку пога гледаш, од тоа може да искочи и за фраканци, проекти, многу, тоа е реклама. Тоа користи и у политику као реклама, кој знае да го искористи, нели? Да не збориме таму у Америку, кој што секој ја ми комичари правив, сви тие што ги имитирав, седнуев со снима и правив се снима некои дела. Правив се снима смешки, они сакав да учествуваат во нивни дела. Овдека ја пробада направо со некој, како се вика тој, колаборацију, да направиме ми заедно, да, нели, снимимо. На идеја позитивен исход кој е некои луѓе, кои што се за мене цареви, а имаше некој бш што ми кажасва, абе види, овој не е Америка. Знаеш, нема да правите која нас ти мене сега да седиш карши мене и да ми имитираш. Па баш не е Америка, баш заради тој што тамо тие работи функционирав, затоа не е Америка, але добро. Иако се имаја некои предвидени проекти кои што се сакаја да ги снимам така со некои ликови, некои се не одбира, некои прифатиле, али добро.
Од што највише се водиш, ме интересира, кад га спремаш материјал, затоа што работи се за оригинален материјал, никад не изведуван. Кад за стендап тачку, за било коју публику, не идемо у клише дека викав си дека најтабиетлиска публика е кумановска, најтешко може да го насмееш затоа што сви имав смислу за хумор. Али што ти е звезда водилја кад пишуеш и кад вежбаш едноставно? Види, например, ја увек сам сакаја тој сатиру некој што го правив, например, ајде појдемо од порано К15 што се го направиле тие видеа што сам ги маја, мои видеа никад не су биле чисто суви, онако голи, да нема увек имало некоја позадина. Значи буквално како К15 видео кај ќе го нели стави што ги имаше, не сакаме да учиме на македонски. Пример да се фати актуелен момент. Актуелен момент е едно од тие работи ми текнува, знаеш, тај сатира ми е била увек како се вика. Меѓутоа сатира ти сат време не можеш материјал, само сатира, нормално, нели, пошто од сви актуелности ти колку и да си уметник, тој да ga направиш, и за тоа увек треба да имаш осет за што е смешно ствари. Некад може и некој добар виц да пројде што е у контекст, не од нигде се кријаат искочи вицеви, нели, да ви кажу, не, али ако има добар контекст и сам тој виц да пројде, зашто не? Значи тоа е тај некоја мешавина која мене у наступ, ако се прашуваш што е тоа што ќе се прикажува од мене овој стендап. Тоа е тај сатира некоја на ствари кои што се дешава кај нас, што локални, што нели у целу нашу државу. Тај некоја критика, некоја видување како што изгледал голем дел, ја од тој не бегам, ја го правам увек и ќе продолжу да го правам. Меѓутоа има и некои оние што ќе кажу лични работи, приватни, некои што се десиле на мене конкретно, некои ствари кои што се чисто смешни, онако да се сподели со публиката, да ги открију, од свакодневен живот, и тоа е тај комбинација некоја на мој стендап. Кој ти е омилен комичар од светски зборимо? Идеш ли у правац на гледаш ли ги njeni наступи, пратиш ли ги? Рики Жервеја, например, негова смисла за хумор ми е такој. Да, njega ga сакам, Шапел исто. Шапел. Ми се мене свиѓа. Карлин Джордж Карлин, да, он е добро, нели, доајан на светот. Најболи од сви, некој што ми се свиѓа, да, Сашко Коцев, он е најболи. Он добро го прави. А зашто не? Зашто он? Па зашто ти кога ќе гледаш сак амерички некој хумор, некој стендап комичар, сак окей, он има своју причу за што се дешава у нино општество, знаеш. Колку и да е он добар, не може мене толку се повржи да се насмеу со него кад некој наш, например, оно што е наша свакодневница ќе го представи на автентичен начин, нели? А поготово па имамо среќа да е тој кумановски, нели, со него. Добро, па луѓе се смеев највише на политику и на мушко-женски односи, али да потсетимо кој ден наступаш на стендап фестивал овој годину, с кога наступаш и како осеќаш ли се спремно, затоа што кад имитираш треба да си фокусиран, нели, и на гестикулација, на говор на тело, на тога што го имитираш. Па и мене кад ме имитираш и такој треба да се поставиш како Јовка Кумановка. Ама колку им импровизираш и колку импровизација битна, тој сакаше да те прашам. Па, да, на 14 мај, нели се, што ќе имам стендап наступ, ја ќе наступу с Никола Братуче, тој е комичар од Охрид. Заедно ќе го делиме тој вечер. А како тој ќе изгледа у смислу за имитација, ја дали ќе сам сконцентриран и све, да, многу е битна концентрација ти за да го доловиш тој лик, меѓутоа па ќе кажам, имам ја неколку ликови кои што ги имитирам и кои што се појавлjaв во неколку ситуација. Све друго е повише базирано на некој сценарио и тие мои приказне и мои видувања за ствари околу нас. Повише гледам да направам едно сценарио по кој што ќе се држу. Например, секој има различни типови, може да се импровизација, некој може шоу цело да го води и скочи сад време, прави само с импровизација и зборимо, нели? Интеракција со публику. Да, меѓутоа ја осеќаш ли се слободно интеракција со публику да правиш у такви моменти? Па пробуваја сам, да, зависи ако нешто се деси, па не можеш да го изигнорираш, но тој ти у глума, ако се на сцену нешто деси у представу, ти не можеш тој, а добар глумац има оној, не треба да му е празно око, него треба све да пофати и да кажеш, да, ово дека што се деси таму нешто, али не ја да го иницирам, чисто да ми биде тој као на мене првенствено да сакам јас да почнам со
публику, затоа што некад луѓе па и не ќев многу ти да ги нели оној. Срамував се па да. Па да, и ја га поише тој гледам вајде дека сам глумац, не знам, он комичар као комичар сам по себе, он вајде сака да искочи, па можда еве се ќе се зезамо, па тако га поимав вајде тој работ. А ја вајде као глумац дека ми сме поише, оно знаеш, имамо нешто, треба да си добар у текст, да га онака владаш дан, па так можда нешто да искочиме. До скелет да се држиш. Да искочиме надвор од шине, али да сме туи одма, знаеш, ако затреба и да се вратиме. Жарко, ќе дојдемо да те гледамо, ќе дојдемо да се смееме. Стендап фестивал дефинитивно треба да биде нетрадиционален, него не смее година да пројде без njega. Сега ќе го викнемо Шипета, он ќе ни ги каже детали, организацијски и све што треба, а ми се гледамо. Може и ја да ga покану njega у твое име, како што ти знаеш да ги поканиш и Мишо Димитриевиќа Шипета. Ајде Шипе, дојди Ивана Аткинс, те вика да ga испромовирамо овој настан, што ќе биде за прв пат у четвртак у 9. Видимо се. Јовка Кумановка ве поздравја. Чао. Ке ти легне многу добро и оваа улога. Веќе ти легнала. Ајде, Шипе. Микрофон ќе го само извади. извини. Чихта майк. Супер, фала многу, Жаре. Фала и на тебе. Шипе, многу добро му легна на Жарета имитација од мене, како што му легав и сви други имитација на тебе кад ке ти легне. Стендап наступ и нешто повише да кажемо за да ги поканимо луѓе да дојдев на овогодишен стендап фестивал четвртак у 9. Сви представи у 8. Не сам на програму ставен затоа што сам еден од MC-а, што сме двојца што ќе га водиме фестивали, ќе се менјамо, нема да сме двојца, еден пат ќе сме двојца, еден пат еден пат друг. И затоа нема на програму. Сак су по двојца углавном стендап комичари свак вечер, за да не ги удавимо многу луѓе с повише, затоа што толку е концентрација на било кој публику и за представе и за посебно за стендап повише од сат и пол, мислам дека нема смисла да трае. Ке нема луѓе стомаци да се досмеев толку. Така е. Лани сеќамо се сви што бесмо дека беше ужасно топло, дека не беше на голему сцену на Центар за културу. Што е со овој година? Куде сте? Овој година туи смо у Центар за културу. Сега надamo се на сцену голем. Па све зависи од продажба на карте, зашто не можеме 200 души да ставиме у голему салу, затоа што е празно. Али не можеме па 600 да ставиме горе, затоа што е мало. Сега, ако не послужи време, нема да биде ни топло, ни ладно, него ќе биде таман. Таман си е сега. Уствари, баш денеска не е таман. Добро, како за промену, држи некој просек е добар. Просек е добар. Добро, што има ли по нешто, пошто е овој годину различит стендап фестивал четвртак у 9, ни у четвртак, ни у 9, освен што е друг слоган, ке ти легне. Да, ке ти легне. И пошто друго е значаен. Пошто овој годину е стварно у четвртак и стварно у 9. И сак напредуваме ми организација. На 7 почиња, 7 су Бојан Велевски и Чедомир Митевски, на 14 е Жарко Јовановиќ и Никола Братучето Дохрид, на 21 су Маријан Георгиевски и Срđan Олман од Србија, и на 28 су Небојша Груиќ и Никола Тодоровски. Тој значи дека овој годину имамо двојица Срби, а ресто су македонци, така ли? Да, ресто су македонци, од кои имамо локалци што су Жаре и Чедо, ја и Мирослав Петковиќ ке смо MC, што ќе водимо, и имамо двојца од Србија, од Битола, двојца од Охрид, така да малце е рашарано. Овој годину не е само црногорци. Добро, тешко ли ви беше да го направите програм с термини, пролете, буди се све, па и култура, не само у Македонија, него свугде. Тешко ли беше да се добие в термини на луѓе што сакате да ги добиете овој годину? Па да, ми веќе колку 3-4 месеца веќе почна да се работи фестивал, ако не и 5, каде што се обмислува, кој што се договара, почнува полека да се контактира луѓе,
кад можев, како можев, некој не можев, некој можев. И тие што прифатисва и што можесва, су тие на програму што ќе дојдат овој година. Да, од луѓе од Форму здружение што го организирав и овој годину Графити фест, пред малце чусмо дека работи се за еден страшен ентузијазам и полак сви го губив вербу и наду дека нешто општински ќе се помогне или ајде да кажеме од сви оние сектори силни што ги имаме од културу за културу. Како стоите ви на тој план и ви ли работите само с ентузијазам и од љубов за уметност? Од љубов, да. Тој не е првичен. Тој не е првично од љубов и ентузијазам за овој град, за стендап културу Македонија, посебно Куманово, како такозвани град на хумор, град на смешко, на шалу. И од ентузијазам почнавме, малце сме подпомогнати од општину, чисто оној да ги има. И гурамо колку што можемо, ни направимо, што не можемо. Па добро, резултат е неоспорен без обзир на тој, затоа што е евидентен ваш ентузијазам пред све, како и нин. И тој зрачи и за тој успешен фестивал. Резултати ги има, а ретко кој знае на крај на ден с какви потешкоќи се суочувате за да ги сместите гости, за да ги одведете негде, за да им покажете нешто, за цела организација. За да дојдев. Има ги карти у предпродажбу? Да, има ги на tix.mk предпродажба заврши, сега продажба почна. Веќе почна продажба? Да, почна продажба, сега ќе биде впуштени и физички карти, не само онлайн. У продажбу у Павел Тобако и у Агоро Тобако. И надамо се дека луѓе ќе дојдев и ќе купив, зашто има заинтересираност. Ќе дојдев и ќе купив, а ви пазите колку гратиси давате таму по Абе, колко треба да се даде, ќе се даде. Што се мора, не е тешко. Знаеш што съм од увек сакала да те прашам? Колко мислиш дека имамо дефицит на жене стендап комичарке, не како стендап комичари сега ради овие феминистички групирања, значи стендап комичарке, колко сме у дефицит? Многу сме у дефицит. Освен Надета, до сега на стендап фестивал четвртак у 9 не сум видела такова комичарко. Изабела Јакимовска Бека Пан наступува прву годину исто. Не се сеќам за добро. У Јарткат беше прву годину. Она наступува заедно со Надецу као женска вечер. И порано имаше još некој, Анđела правеше, Кумановка, она правеше стендап порано. И од Свети Николе мисло дека има još една стендап комичарка, ама мисло дека тоа е све у Македонија стендап комичарке, што има стендап комичари, како што знаеме, има пуно. Али голем дефицит е, дали не ги влече, дали не знам дали се сраме, дали нема смисло за хумор, стварно не знам, а убаво би било да има, за да биде разноврсно, да сме у 21 век една Па да, ама имам некој филинг дека и публика ги не ги дочекува на нож, него малце по е крута спрема тој некој, да го кажеме, женски хумор. Па може да ги тоа обесхрабри. Нели? На крај крајва треба публика и да се смее. Например, женско стендап комичарка, може да коде мушко публику нема да опали. Ама например, с лични проблеми, с дешавке, па коде женско публику, па многу пали. Разбираш? Тој увек пали. Само штета што нема повише. Тоа е како у предизборни кампањи што делив упалјачи гласете за нас, тој увек пали. На упалјачката напишав. Тој увек пали. Добро, нека ни легне на сви и ово издање на стендап фестивал, четвртак у 9. Трето издање, нека биде до какви 300. 3 милиона нека. 3 милиона фестивал да се направи. И нека го има почест. Па чак што више би требало да се размислува можда и 2 пати у годину да има оваква нешто. Знаеш како викав? Да не ги презаситимо, да. Ама да не ги презаситимо
па и публику. Па да не ги. Па зашто да не се направи и open mic, па зашто да не се Ќе направи има и бонус Па сега вечер. сви разбирав енглески, па може некој од странство да Ќе има и дојде. бонус вечер овој фестивал кој ќе се објави што како поточно утек на фестивал и ќе биде интересно, нема да е свакодневен бонус вечер, нема да е свакодневен стендап комедија, него ќе биде нешто друго и нешто специјално. Добро. И ќе биде интересно. И Не. тој ќе се објави утек на фестивал. По конкретно. Ќе бидеме туј, ќе пратимо и Да. ќе се смееме од срце. Фала многу за одвоено време. Мило ми беше и драго ми измеѓу беше. представе, измеѓу си обавезе што ги имамо, одлично од твоја страна што одвои време. Поздрав до екипу и Фала ти, фала видиме на се шипе. покану за подкастрување. Подкастриме малце таман за представу вечер да играм. Жарене подкастри име Да. мене. Нарочито мене. Поздрав Шипе, видимо Фала ти, се. поздрав. Видимо се на стендап фестивал четвртак у 9. Ćao.